Здраво, драги ученици! Добре дојдовте во нашата училница на часот по предметот Природни науки за трето одделение. Од овој час ќе научите како правилно да подготвите здрав оброк. Најпрво внимателно слушнете ја приказната. Ова е Ана. Таа многу сака да патува. Минатата година ги посетила 5 острови со храна. Првиот што го посетила бил островот на јаглехидратите. О, си помислила, моите омилени чипс компири, колку прекрасен леп, гевречиња, круасани, се е толку вкусно. И јадела колку што можела да најде. По некое време почнала да се чувствува преполно, готова да пукне, надуена. Воопшто не се чувствувала добро. Може би островот на јаглехидрати не е за мене, си помислила. Следно ги посетила островите на мастите и шеќерите, каде што се најала бисквити, крофни, колачи, чоколада, што на почетокот било одлично, но по некое време почнал стомакот да ја боли. Мислам дека изедов премногу сладки, помислила таа. Потоа ги посетила островите со овошје и зеленчук, па со месо и протеини, па островот со млечни производи, но и од таа храна не се чувствувала добро. Каде погрешила Ана? Таа не јадела разновидна храна и се прејадувала хранејќи се неправилно. За да не правиме грешки како Ана, да се потсетиме малку на пирамидата на исхрана. Од неја научивме која храна ни е неопходна за да бидеме здрави, но и дека некоја храна може да биде штетна за здравието. Например, многу блага или многу мрсна храна, пресолена храна. Некоја храна не снабдува со енергија, а некоја ни помага за растење. Од пирамидата на исхрана може да видиме како правилно да правиме избор на храна. Храната која треба да ја јадеме најмногу и секојдневно е прикажана на нејзиниот почеток. Што треба поретко и помалку да јадеме е прикажано во погорните делови на пирамидата. Сакам да ви напоменам и дека разновидната храна е потребна за одржување на здравието, но не ни гарантира здрав живот. Туку воедно треба и да вежбаме, спортуваме, пешачиме, шетаме. Јадењето на малку храна е штетно и може да ја предизвика болеста анорексија, поради која се чувствува слабост и изнемоштеност. А ако јадеме премногу храна, ќе добиеме прекумерна тежина, од што исто така може да се разболиме. Што содржи еден здрав оброк и колку треба да биде застапена секој вид на храна? Витамините и минералите ги има во зеленчукот и овошјето. Тие се обоени зелено. Јагленохидратите ги има во зрната жита и компири, обоени во жолта боја. Протеините, калциумот и витамините, кои што се обоени во сино, ги има во млекото и млечните производи. Протеини има и во месото, рибата, оревите и јајцата. Тие се обоени со црвено. Портокалово е обоена брзата храна, која што треба најмногу да ја одбегнуваме, затоа што содржи многу масти и шеќери. Здравиот оброк во нашите чинии треба да содржи 1/3 витамини и минерали,
1/3 јаглехидрати, 1/6 млечни производи, 1/6 протеини, вклучувајќи и мал дел за шеќерена сладка храна. Вака изгледа една чинија со здрав оброк. Зошто треба да знаеме кој оброк е здрав? За да умееме правилно да го подготвиме и правилно да се храниме. Запомнете, нема добра или лоша храна. Секоја храна може да е здрава ако е добро распоредена, како во нашата чинија. Затоа треба да се јаде умерено од секој вид на храна и да се пие доволно вода. Еве како може да изгледа една чинија која представува здрав оброк. Ние треба да знаеме да подготвиме здрав оброк и кога одиме на некое патување. Секако, оброкот за напат не смее да биде многу обилен, но треба да содржи хранливи состојки за да бидеме свежи и сити додека патуваме. Еве како може да изгледа здравиот оброк за напат. А сега, обидете се сами со ваков цртеж да представите здрав оброк за дома и здрав оброк за напат. До слушање и останете дома.